се вешти жени во нашата кујна, водителите не може да зборуваат затоа што не може да одолееме на оно што тие го приготвуваат и оно што тие ни го презентираат. Може тука да ги ставиме. Ете така, соленото таму, благото тука. Така што, почитувани гледачи, ќе ми извините затоа што јас веќе посегнав по питата, но како што ви споменав, нели, имаме одлична соработка со вештите жени широм Македонија и покрај тоа што го презентираме она што тие го прават, нормално ве подсетуваме и на сите оние надпревари, настани кои што ги организираат и веќе се, нели, од викенд во различни градови, така што како повод за гостувањето на мојата денешна гостинка Сонја Брисковска од Прилеп е токму настанот кој што вештите жени го приготвуваат во Прилеп овој викенд. Добро ми дојдовте директно од Прилеп. Како патувавте? Добро патував. Убаво беше, ако облачно времето. Да. Врнежливо, ама пријатно беше патувањето. Така, трема нема? Малку. Малку. Добро, ќе надминеме тремата со оглед на тоа дека зборуваме за оно што вас ви исполнува, оно што го исполнува вашиот живот, се разбира, приготвувањето на секојаш убави рецепти и верувам дека кога се зборува за оно што, нели, секојдневно е во вашиот дом и задоволство ваше, верувам дека нема трема, него едноставно сакате со мерак да зборувате за секако се ова што го приготвувате. Од каде да почнеме? Ќе почнеме прво од оно што во Прилеп е актуелно и би сакал малку да ни пренесете. Прочка беше, нели, традиционално се прославува, имавте карневал, па ајде малку околу тоа, околу обичаите. Има еден интересен празник, можеме да го наречеме и денеска, па би сакали околу тоа да се... Да. Прочка посебно во Прилеп се празнува, како што знаете. Дека ја голтнам од питала. Се празнува и традиција е да се преправаат. Најчесто децата се преправаат, но не е исклучена можноста и возрастните. Имам една видео снимка, мечкарите од таа мало, јас каде што живеам, тргнуваат мечкарите, познатите мечкари, преправени, слегуваат надолу со музики, со свирки. Така? И потоа се движи околу, сега е традиција, околу Пладне се организира карневалот. Добро. Традиционално, така е. Меѓународен, сега е веќе меѓународен. Имаме гости од повеќе краеви, па и од странство. И си се рекламираат маските, а училиштата пак си се надпреваруваат, има и посебен дел, каде што училиштата си се надпреваруваат во најдобра маска. Мислам дека оваа година Блаже Конески ја понесе наградата. Па... Нормално, Прочка, како и секаде широм Македонија, денот се одбележува со тоа што се бара, нели, прошка од повозрастните, доколку сме грешеле, така ли? И денес не грешеле, секогаш има простор за простување. Така, се и во Прилеп е со портокал? Портокал се носи во Прилеп за кај возрастните за да се побара прочка или има друг адат? Не. Мислам дека се бакнува рака, се оди, дали се носи јаболко, мислам дека се носи. И се бакнува, нели, рака на постариот, помладите на постарите и барат прошка. А сега изумира тоа традиција. Да, малку традицијата кај младите не проаѓа баш како порано. Нема тоа бакнување рака, ама паричка секој сака. Обично е познато дека си собираат парички дечињата и си барат. Во има оној момент како, да речеме, Коледа од врата на врата, дечињата кои што одат, нели, им се даваат подарочни парички. Има, врват и такви деца и роднини си влегуваат тие, нели, преправени во различни, сега е модерно, порано се преправавме во народни носи, сега се преправаат во ликовите на ликовите од цртаните филмови. Па и возрастните порано во носи, сега во политичари се преправаат. Или во бизнисмени. Или во бизнисмени, да. Она што ми е интересно е тримир и би сакал да се задржам кога сме веќе кај традицијата, пред да преминеме на храната, но овој тримир, овој празник, овој ден,
врзани со храната и секоја домакинка и секоја куќа има навистина подготвено многу на својата трпеза. Не Или не, секоја грешка. куќа. А не секоја. Која куќа? Ајде. Што е Тримир прво? Тримир е празник кој што се празнува, еве од... Тоа е денеска. Да, денеска, порано да речам, се празнувало. Секој 3 дена, значи, почнуваат нели постите од понеделник и 3 дена или ги викале порано и нејатка, не се јади и после тој што сака си прави тримир. Во последно време тримири го слават претежно младите невести. Мајките викаат на младите невести, ги викаат, да речам, женското друштво, свајки, пријателки, роднини и приготвуваат вака храна, а и гостите носат исто Чекай сега, така. мајките на младите невести ги Мајките на викаат женските Да. жени гости. Да, Така од да. семејствата, а невестава дома кај мама е. Да, И таа е тука. Невестата ги пречеква гостите. Добро, тоа да. зборуваме за младите невести, тие кои што изминатата Да. година, да речеме, Пресно, што се да. како младенци, да речеме. После последниот тримир, наваму што Аха, се сите тие што се нови невести, Новите така невести. да раскажат во женско така. друштво како им е во бракот, а? Така некако му доаѓа. А се не Да се пожалат на раскажуваат. мама ако има нешто или да се Ами, пофалат. то нема да биде јавно сигурно на тој ден. Сигурно нема да биде, ама ете така, таја, значи, мајката си кани гости. Значи во семејствата каде што има млади невести, Млади, тоа се А денеска порано слава. ги славели, велам, како што знам, како што ми кажувале мене, дека 3 дена треба да постиш, па дури да не јадиш порано толку, строго ги држале тие тримири, после на третиот ден, во среда, Може да се, нели, славието, да. кој сака да продолжи да пости си пости, кој, нели, или постна храна веројатно Обавезно, се постна приготвува, храна. така? Постна храна се приготвува. Специјално гравче, постна сарма, компоти се варат, пченици се варат, зелници обавезно. Значи се она што се генерално што е имаме она, ние овде во нашава Па, кујна, скоро така ли? имаме се, да. Од она што ми Немаме набројавте имаме се, само гравче, добро сега немаме, но во секој случај еве ги Ова е- компотите, ви благодарам за Компоти овие донесов, компоти. не е сварен, ама во тегли да го одбележимете. Ова е пченица, Ајде може околу рецептите малку Ова да се е- држиме. колаш со јаболка, ова е кадаив. Овие се шеќерпарине, овие не се постни до душа, ама да пробате донесов. Така. Ова е баклава и ова е постна торта, да, со портокал и какао код чоколадна. Вкусна е многу тортата, ќе ја пробате. Тоа И сигурно, да не се зелници, сомневате. Да, добро. И зелници. Едниот е зелник со кромит, а другиот се со спанајче Така. и извар. Јас би се задржал на зелникот со кромит, односно малку појаснување Го како проба, се така? го пробав, одличен. И малку појаснување нели за оние кои што сакаат да си го приготват, односно како се прави тоа зајрето кромитот. И на парејниве би се задржал кои што се превкусни, традиционален рецепт стар, но за помладиве домакинки. Ова генерално другово знаат да го нели да го приготвуваат. Па зелникот се приготвува, нели, брашно, вода, квасец, тие работи, се замесува тесто, масло се тура. Се дели тестото на 2 дела, се сучи кората и се премачкува со маргарин. Се држи во замрзнувач за да биде полиснато. Добро. А знаеме и така да се исучат корите и да... Ќе биде потврдо. Нема да биде потврдо, ќе добро. биде меко, ама ќе биде по, да речем, полебно. Вака иди потестесто, полиснато. да. Вака иди полиснато. И За зајрето. остануваат во фрижидер. Да објаснам уште Ако, нема проблем. Остануваат во фрижидер 16-20 минути да се здрави, за да може и маргаринот повторно да се здрави маргаринот, Јасно. за да може повторно да се сучи. Се сучи едната кора помала колку што е тавата, потоа се става филот. Филот е пржено кромитче со солца, вегетичка, други. Нема некој црвена марифети, пипер. значи може било кој да го направи. Добро, затоа прашував да нема некој марифет. Нема марифет. Затоа што не се чувствува и навистина и вкусно и убаво за јадење. Па,
Вкусно е кромитчето, Ја не? прв пат имам пробано пита со кромит, да. Зачини нешто црвен пипер обавезно и од озгора поголема кора, за да има малку набор. Така, така. И тоа е тоа. Се печи и се јади. Стандард, да. Овие парените ме интересираат. Парените исто така се месат со квасец. Сега се става гриз и се попаруваат. Внатре има орев, да биде повкусно. И се секој попаруваат пожелба. со шербет и готово. Да, може и по друг фил нешто Така. да се стави. Така. Ајде веќе кога тргнавме во кратки Ајде. црти. Ова рековте со Со јаболка е Да. тестото, е филото од јаболка. Оваа торта баклавава позната му е. Така. Со готови кори е правена, внатре филот е од ореви, повеќе доминираат орев, малку брашно, чоколадо, се попарува. А тортата е, оваа торта е Рековме многу постна вкусна. торта, Да, постна е. Има рендарна кора од портокал, а потоа се потура и со сокот двата портокали. Се Добро. тура и какао и е многу вкусна. Чоколадото, какаото и чоколад со портокалот си оди и има навистина пријатен вкус. Нешто како ресана. Така нешто. Па, не знам. Со оглед на Ќе портокалот, пробате? чоколадото, ќе пробаме, па ќе видите кажеме. дали е Да, близко до ја веднаш ресана. ќе пробам, така, повод да спробам. Ова е пченицата. Обично пченицата кога се служи за тримир е варена, потечна е и се додаваат конопни зрна. Не знам дали сте слушнале. Конопни зрна? Конопни зрна се отстојува тоа, се цеди течноста на конопното зрно и се меша со пченицата. И дава посебен вкус на пченицата. И верувам Ова е- дека пченицата е дефинитивно нешто што треба да биде застапено на трпезата за тримир, така ли? Да. Пченицата значи, што значи живот, плод, Така. продолжување нешто народот, таква символика и си има носи. символика, така, Да. така. Добро. Ајде сега да се осврнеме на она што не очекува викендов во Прилеп. Ајде. Јас отварам во телефонот, затоа што го имам и распоредот, нели, не само за Прилеп и за следните денови, се оно што Вешта жена го организира. Ке се задржиме малку на Прилеп. 5 март вели Прилеп распоредот. Дали е се подготвено? Вие ќе учествувате во тоа, сум сигурен. Јас како гостин, Да, добро. затоа што 3 години учествувам. После третата година учесникот нема право 3 години да учествува. А на крајот од третата година добива пехар, го носам, ако може да се покажи. Може да, каде? Ако е таму, ќе ни го тачната, да. подадат. Ќе ве замолам, колеги. Се дава. Лани бев така, на 30 октомври беше оваа година државното првенство, юбиларно 30 години добро. славевме од брендот на Вешта жена. И беше посвечено малку по... Во торбата, во торбата. Отвори ја павата. Не. Другата чанта, да. Чантата, Маринке, Пехарот чантата, пехар. се гледа пехарот. Така е, да се Давај пофалиме, различни нормално и да го годинава- презентираме. годинава И убаво е. Беа други Благодарам. пехари. Еве го, Вешта Еве, баш ми жена. напомна Жана, рече, пофали се дека си учесничка и дека си доби. Сите што учествуваат, без разлика дали се победници или не, го добиваат после 3-годишно учество, ги добиваат овие пехари. Како Пора на друга спомен или како форма, обележување да. за и благодарност за учеството, еве Благодарност, 2020, 21, 22. А понатаму, после 3 години, пак веќе во повисока категорија се Добро, после што надпреварува. правите вие? Одите во друга категорија, надпреварот е После исто? 3 години, па 3 години исто. пауза, во смисла како гостин сте, но не се надпреварувате. Да. После 3 години влегувате друга категорија, Гран При веројатно. има, друга добро. категорија, Гран При. И Понатаму, мислам, исто веројатно, е нели? учеството, пак си приготвуваш маса за 4 особи, со главен ручек и со десерт. Така? Сега, како поискусни, може би се очекува од тие
понатаму поубави изработки. Да, во секој случај. А другите и учествуваат во жири, тоа сакав да кажам. Така. Во жири комисијата обавезно има жири која што ги оценува трудовите на жената, Јасно. покрај тоа што учествува и публиката. Ги оценуваат и на крајот, кој што има најмногу поени, си станува победник. Како сте со учестички, со ангажман на домакинките во Прилеп, што се однесува до, дели, колку се вклучени во вешта жена? Годинава имаме 5 учесници, 4 се надпреварувачки, една е Гран При, ова што го зборував. Гран При годинава е председателот што ни е на вешта жена на град Прилеп, Менче Костовска, и 4 други учеснички кои што ќе се надпреваруваат за прва награда. И првата награда продолжува во Тетово на државното првенство. Значи имаме, после сите одржување вешта жена во градовите, државно првенство има во Тетово. Така, кога сме веќе кај останатите градови, да споменеме, нековме 5 март Прилеп, 25 марта во Куманово вешта жена, 26 март Крива Паланка, 1 април во Скопје, 2 април Македонска Каменица. Картите во продажба, нели, кај вештите жени, и покрај изборот на вешта жена на градот од страна на жири комисијата и публиката по предлог на Сдруженијето Вешта жена ќе бидат и избрани МВП од областа на медицината, образованието и бизнис. Да, се даваат и такви награди. Тие што биле значајни, вешта жена им дава како благодарница, им се заблагодарува. Имаме спонзори, имаме поддржувачи, да речем, од градот, и тие се спомнуваат и им се дава благодарница. Јасно. Да. Добро, се е подготвено за Прилеп. Се е подготвено, уште надпреварувачки вие се чекаат да... Подготовките траат се додека не почне Јасно, забавата. нормално, но генерално, нели, како викаме, да, се е подготвено уште да... Темите си ги знаат, што треба да прават знаат, тоа е важно, одбрана е салата, картите се во тек во продажба, И се само да ги спремаат поканиме жените луѓето. за забава и ги покануваме сите, кој е во можност, нека повели, нека дојди. Така е. Во Прилеп, после 11 часот, денска е забавата и очекуваме доста гости. Да биде и весело и забавно и интересно. Во тоа сме сигурни. Ви благодарам многу за даденото време, верувам интересно ви беше, ново искуство, нели? Да. Во живо. Ќе ги поздравите сите во Прилеп, нормално и сите вешти жени со кои што продолжуваме да се соработуваме. Секогаш уживаме покрај вас во овие прекрасни, нели, рецепти, овие прекрасни дела кои што ги правите и ги презентирате, и нормално секогаш ни е драго кога ви имаме во нашата утринска, во нашата телевизија. Благодарам и за вашата покана. Па ќе се видиме, може така, не, се редат датумите. Може би ќе дојдите, да, може би ќе дојдите во Прилеп. Сигурно, благодариме. Ви очекуваме. Одиме, почитувани гледачи, тука завршуваме со нели вешта жена и она што го велиме оброк на денот, па и овие оброци треба и да се пробаат денеска, но тоа ќе го оставиме малку подоцна, затоа што имаме уште една содржина до крајот на денешното утринско шоу. Бидете тука.